Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив во следните 70 минути. За да бидат на власт, коалицијата на ДУИ бара помош од странство, ќе прати декларација за етнички легитимитет. Новиот председател на Македонското собрание Африм Гаши вели: роден сум во Скопје, Македонија е мојата татковина. Не бил добро разбран во едно интервју, да појаснам, вели Гаши за јавноста. Точната изјава во моето интервју беше дека Косово е родно место или татковина на моите родители и јас го почитувам како такво заради нив. Територијалната противпожарна единица од Тетово се дисперзира. Во Желино стационирани 5 пожарникари. Промовирана монографијата Гого Попов, звукот на тишината од Јован Божиновски. Почна да функционира канцеларијата Европска куќа во Тетово. Пукната сајла, опасност на патот за Попова шапка. Тетовци се жалат дека една година никој ништо не превзема. А емисијата ќе ја започнеме со една убава вест. Малечкиот математички гениалец, тетовчанецот Македон Димитровски, оваа учебна година ја завршува со уште еден златен медал, овој пат на математичката олимпијада за основни училишта МОЕМС од Соединетите Американски држави. Македон на овој надпревар учествуваше преку училиштето Нова, каде доби целосна стипендија за образование. Инаку, оваа математичка олимпијада е основана 1979 година и представува едно од најпознатите надпреварувања во областа на математиката во Соединетите Американски држави и во целиот свет, каде што секоја година учествуваат над 120.000 ученици од повеќе од 39 земји.
Свој сложно крена македонците и ние право имаме слободно да живееме во земја наша таткова мила Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Пукната челична сајла од жичарницата од Тетово до Попова шапка може да биде опасна по луѓето. Алармираа минатата година граѓаните, а речиси една година потоа проблемот не е надминат. Минатата година во август Македонската информативна агенција информираше дека постои опасност оштетената сајла да се искине и да предизвика проблеми доколку падне на патот. Состојбата е иста и сега. Сајлите се надвиснати и се забележителни кога се минува со возило под нив. Уште малку фали до судниот ден кога сајлата ќе фати камион кој се движи на патот Тетово Попова шапка или нема да може да се пројде. Сајлата е опасна. Мислам дека надлежните го знаат, тоа само го игнорираат. Ако не ја поместуваат, барем нека ја офарбаат во црвено-бела боја за луѓето да знаат и да внимаваат кога поминуваат под сајлите, вели Надир Мурсели, алпинист со големо искуство и во спасувачки операции на планина, кој од лани ја следи состојбата со сајлите. Хавзи Ризвани, председател на местната заедница на собственици со викендички на Попова шапка, вели дека жичарницата поминува над населбата, па затоа е важно да се најде решение. Според мене, сега нема некоја голема опасност над патот или над населбата, но со тек на време може да биде опасно за возилата и луѓето што поминуваат, ако се случи целосно да се скине сајлата. Поставена е околу 1998 година, а во време на конфликтот во 2001 најмногу беше оштетена и од тогаш жичарницата не функционира и инфраструктурата пропаѓа, вели Хавзи Ризвани. Во август 2023 година тогашната управа на Елем Турс, која раководи со ски центарот Попова шапка, информираше дека жичарницата е во нивна надлежност и во тек се со состојбата. Беше речено дека технички одговорно лице ја олабавува сајлата од време на време за да не се скине. Најавија превземање повеќе чекори, поточно чекаат насоки од Машинскиот факултет, каде се прават испитувања и за другите жичарници. Имам поднесено известување и барање до акционерското друштво Електростопанство на Македонија за случајот тие да бидат отстранети. Требаше да се ангажираат инженери од Машинскиот факултет. Тоа оди преку АДСМ, од каде имаат склучено договор со Машинскиот факултет. Ние поднесовме барање до АДСМ да ги известат инженерите да излезат на терен, да направат некој елаборат за отстранување на истите, затоа што реално го загрозуваат животот на жителите и сообраќајот. Чекаме одговор од АДСМ што поконкретно е превземено од инженерите. Таква е процедурата, а ние сме фирма ќерка на АДСМ. Тоа е голема работа која финансиски влијае, изјави Адем Авзију, тогашен управител на Елем Турс, а сега ски центар Попова шапка. Жичарницата Тетово Попова шапка е со должина од 6,5 км. Возењето во така наречените воздушни гондоли за 4 лица траеше 40 минути со капацитет од 400 луѓе на час. Маркетинг.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Што да правам, што да чинам, кога е лоша мајка ми, не ми дава да заљубам одличните
te dava ludo mlado, една бавча црниci. Во Тетово декларација за етнички легитимитет ја подпишаа сите партии кои го сочинуваат Европскиот фронт, Демократската унија за интеграција, Движење на народот, Демократската партија на албанците, Европска демократска партија, Демократската партија на турците, Политичката партија Унија на ромите, Политичката партија Бошњачки демократски сојуз. Во образложението на декларацијата се вели: нашата земја од 2001 година до денес помина низ многу предизвици, но сите беа надминати со посветеност и искрено партнерство на локалните политички сили со меѓународната заедница. Консоцијативната демократија воспоставена кај нас се однесува на соживот на различни општествени групи и представува форма на владење карактеристично за општество со различна национална, верска и културна припадност, што ги остави настрана предлог идеите за дводомна структура на парламентот, конституирана врз основа на паритет, или онаа за територијална политичка автономија. Но случувањата и чекорите по парламентарните и претседателските избори на 8 мај 2024 година го доведуваат во прашање духот на Охридскиот договор и како резултат на тоа се враќаме на познатата политика раздели па владај. Затоа ние, претседателите на политичките партии во рамките на Европскиот фронт, на денешната заедничка седница на нашите највисоки партиски и представнички тела во извршните, законодавните и општествените институции на земјава, одржана на 2 јуни 2024 година во Тетово, усвоивме политичка декларација. Охридскиот мировен договор, подпишан од сите релевантни политички сили во земјава, гарантиран од Соединетите Американски држави и Европската Унија, во неговите основни принципи вели дека современата демократска држава во природниот тек на нејзиниот развој и создавање мора постојано да обезбедува нејзиниот устав целосно да одговара на потребите на сите нејзини граѓани во согласност со највисоките меѓународни стандарди, како и постојано да се развива. Затоа ние долу подпишаните го повторуваме нашиот евроатлански курс како единствена алтернатива за заедничка иднина на Македонија и нашата посветеност за целосно спроведување на нормите и духот од Охридскиот договор, договорот од Преспа и договорот за добрососедство и затворање на сите отворени прашања со соседите како предуслов за продолжување на европскиот пат. Ја наведуваме неопходноста од спроведување на консензуална демократија во согласност со духот на Охридскиот договор и Уставот на Република Северна Македонија. Повторуваме дека владините коалициски партнери мора да бидат определени од политичката волја да двете најголеми заедници во земјата, албанците и македонците, како и легитимните представници на другите заедници изразени на слободни, фер и демократски избори, во форма на обичајното право имплементирана во нашата земја, кое овозможува легитимност, функционална демократија, социјална кохезија, консензуалност и правична застапеност во носењето на одлуки.
Затоа демократијата кај нас може да биде функционална и стабилна само кога мнозинската заедница ги почитува легитимните представници на политичката волја на албанците, турците, ромите, бошњаците и другите заедници. Консензуалната демократија кај нас значи организирање на заедниците во политички партии и учество на избори за стекнување на легитимитет на нивните сонародници, и оваа волја на нашите заедници затоа мора да се почитува од страна на мандатарот. Непочитувањето на легитимитетот овозможува воспоставување на етничка хегемонија и представува понижување кон албанците, турците, ромите, бошњаците и другите. Ова моноетничко мнозинство кое го нарушува легитимитетот на другите етнички заедници го оптоварува со животот, демократијата, и тоа не треба да го дозволиме сите заедно. Ние, домашните сили и меѓународната заедница, како гаранти на Охридскиот договор и олеснувачи на Мајскиот договор, не смееме да дозволиме враќање назад, поништување на досегашните заеднички достигнувања и мора да спречиме повторување на непочитување на политичката волја и легитимитетот на суверенитетот, затоа што сите сносиме одговорност за мирот, безбедноста и стабилноста на нашата земја и регионот, се истакнува во политичката декларација на Европскиот фронт, предводен од Демократската унија за интеграција. Verno da ljubiš, devet
ostara. Роден сум во Скопје, каде што живеам и работам со своето семејство, а мојата татковина е Северна Македонија, изјави собранискиот спикер Африм Гаши, откако деновиве беше критикуван поради една негова изјава дека негова татковина е Косово. Во однос на прашањето за мојата татковина, свесен сум за обвинувањата и искривувањата од различни медиуми кои се обидуваат да привлечат внимание. Како председател на собранието на сите граѓани на Република Северна Македонија, сакам да појаснам дека Африм Гаши е роден во Скопје, каде живее и работи со своето семејство, а негова татковина е Северна Македонија. Да појаснам и за јавноста, точната изјава во моето интервју беше дека Косово е родното место или татковина на моите родители и јас го почитувам како такво заради нив. Сепак верувам дека се разбираме доволно добро за да не бараме детални објаснувања за поимите како родно место, татковина или мајковина, бидејќи албанскиот јазик користи и сложена именка што комбинира мајка и земја. За мене најважно е преку нашите постапки да покажеме како ја гледаме нашата земја, која е нашата посветеност кон неа, кои се нашите придонеси и да правиме разлика меѓу оние кои ја градат и збогатуваат и оние кои ја уништуваат и крадат. Од тврдењата и изјавите за патриотизам граѓаните немаат никаква корист, а ние не сме тука да се надпреваруваме кој е попатриот. Јас не уживам во такви дебати и ова е мојата конечна изјава по оваа тема, напиша Гаши на Facebook. Rodbinski se karale, celog je selo slušalo. Slušaj svake kerka mi, nogu mi se žaleše, po čorbata mesata, po gole mi da vida. A pa si mi kerka ti, ama što ja budeše, lele majko oflele, cela noć me budeše. Čula snaga, gramna se krva zaraka, ja odnese srecelo, pa i veli govori. Slušaj stara vampirke, koža tak je ti ja odera, na pazak je ja odnesam, za parike ja prodadam. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал,
сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Јас го видов твоето родно место и јас слушнав мајка ти што збори. Далеку е моето отчедо мило, со тугинци туги лебделило. Далеку е моето отчедо мило, со тугинци туги лебделило. Облачеле бело, жив и здрав ти да си ме видело. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Да се врнам, мајка да прегрнам.
Делегацијата на Европската Унија во Македонија има и своја канцеларија и во Тетово, наречена Европска куќа. Ова е 7-ма ваква канцеларија на Европската Унија низ државата, а амбасадорот Дейвид Гир вели дека тоа е место за новите генерации, каде ќе можат да зборуваат за прашања поврзани со Европската Унија. Во некои култури бројот 7 значи кога нешто се завршува, се комплетира. Со самото отворање на 7-та канцеларија на Europe House, всушност се комплетира отворањето на целосната мрежа на Europe House, која почна со првата канцеларија во Скопје, за да продолжи во Крива Паланка, во Струмица, во Велес, во Битола. Минатата недела Europe House се отвори и во Струга, а сега се отвара и 7-та во Тетово. Секогаш велиме дека Europe House е местото за новите генерации, каде младите може да се соберат, да поразговараат за прашања кои се важни за нив и исто така да можат да разговараат за прашања кои се поврзани со иновативноста, всушност прашања кои се важни за самата Европска Унија, информираше амбасадорот Дейвид Гир. Според амбасадорот, минатата година повеќе од 900 активности биле организирани ширум мрежата на Europe House. Учествувале 36.000 луѓе или учесници во тие активности. Денес отвараме Europe House во Тетово, град што е мултиетнички, исто така град кој што навистина има многу различна култура, различни јазици со 2 универзитети и 6 средни училишта. Верувам дека оваа канцеларија на Europe House ќе привлече таа енергија на овие млади луѓе, да може да им даде правец кон Европската Унија и ќе може да го подобри квалитетот на нивниот живот во Тетово и во регионот. Нашите вложувања во Europe House всушност не се ништо друго туку инвестиција во младите, како инвестиција во Европската Унија на оваа земја, истакна Дейвид Гир. Во Тетово, Europe House е во просториите каде што порано беше библиотеката Кочо Рацин во рамките на Центарот за култура Илјо Антевски смок. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
За да можат пожарникарите побрзо да стигнуваат до местата каде има потреба од нивна интервенција, почна да функционира подстаницата на територијалната противпожарна единица Тетово во Желино. Простории за пожарникарите, како и неколку возила, се наоѓаат во кругот на општина Желино, од каде ќе се тргнува на интервенции во местата од оваа општина. Имајќи предвид дека покриваше многу широка територија, увидовме за потребно да имаме вакви дисперзирани единици. Ова е првата која ќе покрива територијата на општина Желино. Во следниот период, во договор со општините во Теарце, ќе треба да се отвори иста ваква единица која ќе покрива истовремено општината Теарце, како и општината Јегуновце и Боговиње, која ќе покрива општината Боговиње и Брвеница. Цениме дека ќе бидеме поблиску до граѓаните ако има потреба да се интервенира побрзо за да се спаси животот или имотот на граѓаните, вели Билјал Касами, градоначалник на општина Тетово. На територијата на општина Желино поминува автопатот Тетово Скопје, каде често има несреќи и потреба од интервенција на пожарникарите, па затоа оваа единица ќе биде од голема важност за брзи интервенции, вели Блерим Сејдиу, градоначалник на општина Желино. Во оваа општина пожарникарите ќе бидат стационирани од 7 до 19 часот навечер, а потоа по потреба ќе се праќаат пожарникари од Тетовската противпожарна единица. Денеска екипата ќе биде тука додека се стабилизираме. Нормално дека ќе има 24 часа функција на оваа станица. Тука ќе има 5 пожарникари кои ќе бидат подготвени, ќе бидат камионети и фургони со кои ќе се интервенира во несреќни случаи во сообраќајот. Се трудиме што побрзо да ги отвориме и двете постаници во Боговиње и Теарце, вели Авни Мемети, командир на Тетовската противпожарна единица. Градоначалникот Касами вели дека во договор со руралните општини ќе се прави план како ќе се работи понатаму во однос на зголемување на бројот на пожарникари во подстаниците. Според новата систематизација се работи сега за бригада, а ќе имаме единица во рамките на овие општини и ќе има потреба од нови вработувања. По потреба ќе одиме со пополнување на дополнителниот број потребни работни места и со тоа овие единици ќе бидат со полн капацитет и со 24 часовна служба на граѓаните, вели Касами. Општините според законските одредби треба да го кофинансираат вработувањето на новите пожарникари. Srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Čeraber dojde, Milka za drug pojde, Milka za drug pojde, mamo, otleti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori.
srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, neka mi izgori. Prokleti da se, mamo, našite dušmani, što storija, mila mamo, što ne razdelija. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
svedok Udo Jurija. Morizim davaj, aj šele mori, ti da me dočekaš. Aj še do 9 godini, mojna 10, aj šele mori, ako me dočekaš. Aj še jaz da si dojdam, jaz ke ti donesam, aj šele mori, eden gorem bačiš, aj še se meno elece. Историјата на почетоците на скијањето и планинарењето на Шарпланина, кој во минатиот век ги овековечил преку фотографии Гого Попов стариот, се зачувани за навек во монографијата на авторот Јован Божиновски, председател на Планинарскиот клуб Љуботен. Беше одржана промоција на монографијата со која се представи трудот на авторот и клубот кој над 20 години ги собираат сите фотографии и податоци кои Гого Попов ги создал во минатото. Промоцијата почна со говорот на председателот на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија Зоран Читкушев, кој рече дека монографијата е дело кое заслужува почит и внимание поради сериозноста и долгогодишната работа на Божиновски. Успеа да собере податоци за човекот кој има реализирано високи дострели во активностите кои според нивната содржина се поливалентни. Монографијата станува дел од нашата книжевна меморија и да се збогатиме со информации за луѓе и настани кои во голем дел ни се непознати, рече Читкушев. Представникот на Планинарскиот клуб Љуботен Горки Качелов рече дека клубот наредната година ќе одбележи 100 години од формирањето и затоа е место каде се зачувани значајни артефакти за планинарењето и скијањето, меѓу кои се и оние на Гого Попов. Промоторот на монографијата, доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни, рече дека фотомонографијата има околу 580 фотографии на Гого Попов, со што читателот пред себе има една уникатна книга и дело во кое на маестрален начин авторот Божиновски ја истакнува убавината на фотографијата и мајсторството на Гого Попов како раскажувач на историјата. Авторот на монографијата Гого Попов, Звукот на тишината, Јован Божиновски објасни дека во 2000 година ја организирал изложбата по повод 75 години на Планинарскиот клуб Љуботен. Слушнал од постарите планинари за важноста на фотографиите на Гого Попов кои ги имаат во клубот. Така се родил мотивот за фотографирање и чување на споменот на историските настани поврзани со планинарењето и скијањето на Шарпланина. Ова моје интересирање за фотографијата ме врза со оние фотографии кои во клубот ги имаше од Гого Попов и почнав да ја средувам таа фотоархива на Планинарскиот клуб Љуботен. Албумот Гого Попов изработен 1952 година, пейсажи од Љуботен до Кораб, е највредното дело на Попов кој се наоѓа во Планинарскиот клуб Љуботен. Откако го видов тој албум, почнав да се навраќам на тој период и се обидувам да го одоловам моментот што тој, Гого Попов, го доживеал кога ќе чкрапнал со фотоапаратот.
ги овековечил сите моменти, првите организирани движења на шарпланина, првите планински тури, градењето први објекти, први скијачки надпревари и искачување на некои врвови. Се она што шара денес го нема, истакна Божиновски во своето обраќање. Ѓорѓи Гого Попов е роден 1908 година, а починал 1979. Što drugi denje noće silno svirat zemljata, ja zatresuvam. Tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Što drugi denje noće silno svirat zemljata, ja zatresuvam. Tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što drugi denje noće silno svirat zemljata, ja zatresuvam. Tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Kroatije, Makedonija.
И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. И на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Волшебното звонче. Ви посакувам пријатен ден. Некогаш одамна си живеело некое бедно момче кое немало никој на сиот свет. Се качило тоа во планините и станал овчар. Тој имал само едно богатство, а тоа било волшебното звонче. Потребно било само да се задзвони на него и стадото одело онаму каде што ќе му кажало момчето. Навечер тој го криел звончето во една дупка во дрвото, за волците, привлечени од чудното звонење, да не ги нападнат овците. Еднаш настанала бура. Овчарот го довел стадото во трлото, го обесил звончето на една гранка и си легнал да спие. Кога се разбудил, видел дека дрвото пораснало до небото и никако не можел да си го земе звончето. Еј, дрво, поднаведни се, треба да си го земам звончето. Време е да ги одведам овците на пасење. Не, одговорило дрвото, не сакам. Отишло момчето кај секирата и рекло: Оди, секиро, и сечи го дрвото, оти не сака да ми го даде звончето. Не одам, одговорила секирата. Отишло момчето кај рѓата. Рѓо, оди кај секирата и отапија, зашто не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не сакам, одговорила рѓата. Се налутило момчето и отишло кај огнот. Оди, огну, запали ја рѓата, зашто таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Ме мрзи да одам, братко, одговорил огнот. Отишло момчето кај водата. Трчај, водичке, изгасни го огнот, оти не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не можам, одговорила водата. Момчето се навредило и отишло кај волот. Ајде, волу, испи ја водата, зашто таа не сака да го изгасне огнот, а огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не, му рекол волот, веќе се напив вода. Момчето се налутило, па отишло кај волкот. Ајде, волку, нападни го волот, оти тој не сака да ја испие водата, а таа не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не, му рекол волкот, не сакам да имам работа со волот. И така отишол овчарот кај ловџијата. Ајде, ловџија, застрелај го волкот, оти тој не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата. Таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не, рекол ловџијата, денес нема да одам на лов. Отишло момчето кај глувчето. Глувче, глувче, оди и изгризај го ременот од пушката на ловџијата, оти тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Глувчето му одговорило на момчето: Не ми се оди, не сум гладно. Отишло момчето и се поклонил на мачката. Оди маченце и изеди го глувчето, оти тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата, а тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Мачката му одговорила: Не, не одам, до гуша сум сита од глувци. И што да прави овчарот? Отишол кај кучето.
Оди Мурџо каснија мачката, оти таа не сака да го изеде глувчето, а тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата. Тој пак не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Сонцето се искачи високо на небото, а моите овци сакаат да јадат и да пијат. Се сожалило кучето. Видело дека момчето е изморено и оти никој не сака да му помогне, па и се фрлил на мачката. Мачката се исплашила и му се нафрлила на глувчето. Само што видело глувчето, оттрчало и почнало да му го гризе ременот од пушката на ловџијата. Ловџијата ја зел пушката и нанишанил кон волкот. Волкот од неволја се стрчал кон волот. Волот се исплашил и почнал да ја пие водата од реката. Видела водата дека ќе ја снема, па излегла од коритото и го прснала огнот. Огнот од страв почнал да ја гори рѓата. Таа пак се затрчала кон секирата, а секирата, кога ја видела, скокнала и почнала да удира по дрвото. Дрвото се навалило. Момчето го зело своето звонче и тргнал да си ги пасе овците. Од тогаш, па се до денес, кучињата живеат на пасиштата и им се верни пријатели на овчарите. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.